Па редовно по завршување на 4 годишен мандат на членовите на Советот, секогаш во редовна постапка се набавува електронска опрема која што ја користат советниците и Советот за да може да се спроведуваат редовно и седниците на Советот. Дополнително сите субвенции кои што ги добиваме при потпишување на договори со мобилните оператери се обидуваме тие средства да ги искористиме за набавка на дополнителна електронска опрема која што ја даваме или на користење на општинските служби или на дел на јавните предпријатија или како што беше последниот случај со ковид центарот кој што комплетно општината со тие средства го опреми со електронска опрема. Во овој случај лаптоповите се неопходни за да може да функционираат седниците на Советот. Ако некој смета дека може да работи без лаптоп, тогаш може слободно да се откаже, да не го подигне, а ние ќе најдеме начин дали ќе го користиме во општината или пак ќе го дадеме на користење во некоја друга јавна институција или некој училиште. Во последните 2 години општината има издвоено големи средства за набавка на високотехнолошка опрема и опремување на училиштата, не само што ги опремиме со електронски уреди и направи, туку и со електронски смарт табли. Можеби сме една од ретките општини во државата каде што во најголем број од училиштата поседуваме ваква опрема. Секоја донација е добре дојдена, а политички изјави не сакам да коментирам. Мислам дека поедини представници во Советот треба да одлучуваат врз база на нивните лични ставови кои што ги носат, а јас ги прифаќам таквите сугестии. Претходните советници дали ги вратија лаптопите? Да, видете, значи секоја техничка опрема има свој рок на употреба и многу пати е многу поевтино да набавите нова опрема отколку да ја сервисирате старата или застарена опрема, бидејќи се работи за лаптопови каде што менување, сега не сум експерт од техниката, менување на една батерија сега чини поскапо отколку да се набави ново техничко средство. Истите лаптопови потоа откако ќе ги вратат, одат на технички сервис и доколку добиеме информација од сервисерот дека може да бидат користени, ги задржуваме во општината и ги користиме во понатамошна употреба во деловите на општината и оделенија и секторите каде што се потребни, додека на секои 4 години се набавува редовна постапка дополнителна техничка опрема за да непречено функционираат седниците на Советот, бидејќи сите седници на Советот, сите материјали на барање и на заклучок на Советот се доставуваат во електронска форма и не може да се работи без да се добие соодветна опрема хардверска за да може да се следат седниците на Совет. Значи тоа дека ќе се набави? Да, тие се веќе во постапка, тоа е редовна годишна постапка која е распишана, мислам, пред повеќе од 2 месеци, која што е во тек и ќе се набават секој. Но и да се набави таа опрема доколку некој смета дека не му е потребна да ја користи, тогаш може слободно да ја остави на општината, а ние ќе најдеме начин како и каде ќе ги дистрибуираме таму каде што е најнеопходно.